Деветчлената група Pink Floyd проект Македонија од Кочани успеа само делумно да ја реализира замислата за настап пред публиката која ужива во музиката што тие ја свират. Викендов одржаа концерт во Младинскиот културен центар во Скопје, иако долго време се подготвуваа тоа да го направат на споменикот на слободата во Кочани. Со оглед што овој објект со години е оставен без електрична енергија, тие пред една година започнаа кампања за собирање пари со кои ќе се постави потребната инсталација и таму да се организираат музички настани како пред повеќе децении. Правевме онлайн кампања преку која собиравме финанси и собравме мал број на финанси, не доволен за да бидеме ни блиску до сумата која ни треба за да го направиме проектот на споменикот, тоест да ставиме струја и да направиме концерт, па решивме од тие пари што ги собравме да не отидат така неискористени или да ги разделиме меѓу нас. Решивме да направиме концерт во МКС во Скопје, кој беше сега ова сабота која што помина. Членовите на групата се задоволни од својот настап во Скопје, но и од бројот на посетителите кои дошле на концертот, со оглед што тие свират специфичен вид музика, а за концертот и не организирале голема рекламна кампања. Од прилика околу 250 до 300 луѓе присуствува на концертот, што е добро за наши услови, бидејќи знаеме дека ако беше турбо фолк ќе имаше многу повеќе, но и вака е добро, па постои некоја андерграунд сцена во Македонија која што има луѓе и млади доста, и моја генерација и постари, така да функционира се уште тоа. Јосифов вели дека групата веќе имала повеќе понуди да настапи во ноќни клубови и слични објекти од помал капацитет. Но со оглед што Pink Floyd проект Македонија не е замислен да функционира на принцип на тезга, ги одбиле поканите за гостување. Во план е групата да продолжи со настапите, за што веќе се размислувало за одржување концерти во Белград и Софија, што сепак ќе зависи од договорот што ќе се постигне со тамошните организатори.